Спомена актуелна тема отвараме, доколку е се во ред со времето, иако од Управата за хидрометеоролошки работи најавија дека ќе има врнежи и во сабота, се надеваме дека за миг ќе сопре дождот да може да се изреализира ова што го најави и ти, големиот хепенинг со кој Сдруженијето во мојот свет ќе го одбележи 2 април, денот за подигнување на свеста за лицата со аутизам. Господје Весна Стојановска заедно со нас на ова линковско вклучување. Благодарам за гостувањето во утринската програма, Весна. Она што е важно да споменеме дека со голем хепенинг, барем таков е планот да се одбележи 2 април, многу нешта ќе видат, слушнат посетителите во зоолошката градина. Пред се добро утро. Да, токму така ние објавивме веќе дека е организиран голем хепенинг. Ќе биде на 2 април во зоолошка градина. Почетокот би требало да биде од 11 часот, би требало да трае до 13 часот. Меѓутоа, доколку временските услови не го дозволуваат тоа, во тек на утрешниот ден по социјалните мрежи ќе има објава од наша страна какви промени ќе се случат. Во секој случај, во мојот свет веќе 10 години постои и 10 години го одбележува овој ден. Можам да кажам дека многу настани се случувала, пред се станува збор за не само одбележување. Целта е будење на јавната свест, која што мислам дека во Македонија се уште е затајна. Така да очекувам дека ќе биде убаво времето и ќе се видиме во зоолошка. Ние ќе информираме секако навремено и во саботното издание на Македонија наутро ќе говориме токму на оваа тема, па ќе информираме доколку има промени, но она што е суштината е да потсетиме уште еднаш колку е важно да не стигматизираме, колку е важно да прифаќаме, колку е важно да имаме емпатија за нашите сограѓани чие секојдневие е навистина сериозен предизвик. Па можам да кажам дека не треба да се одбележува само 2. Треба да имаме 365 дена баш наменети за овие лица, деца со аутистичен спектар, меѓутоа не само аутизмот, воопшто за децата со посебни потреби. Треба да покажеме емпатија, треба да покажеме прифаќање, бидејќи најосновна работа за понатамошен развој на овие лица и деца е прифаќањето и социјализацијата. Мислам дека тоа ни е основа пред се за да нешто направиме и за на некој начин помогнеме. И во контекст на ова сакам да ги опфатиме двете страни на паричката. Колку овој начин на јавно говорење и отворање на проблемите придонесува за да се менува прво кај нас како граѓани свеста и перцепцијата за прифаќањето? Од секој сум кажувала дека пред се вие медиумите треба тоа да го правите, затоа што доколку не се зборува, а во Македонија се уште мислам дека се крие таа тема, мислам дека е основа пред се денешно време, знаеме дека напред отидоа и социјални мрежи, медиуми, така да многу треба да се зборува, многу треба да се работи околу будење на јавната свест. На тој начин ќе ги прифатиме сите попречености. Колку од друга страна институциите се вклучуваат во оваа приказни, го леснуваат животот на лицата со аутистичен спектар, имајќи предвид дека не само што секојдневието е предизвик, туку потребни се и постојани индивидуални третмани, работа, логопеди, дефектолози. Како стоиме на оваа тема? Токму така. Па еве, ова нека биде еден апел до сите институции. Мислам дека сите ќе не гледаат и слушаат. Треба да се свестиме сите. Мора поддршка од институциите, мора поддршка од државата. Ние како центри конкретно правиме многу, меѓутоа ако државата не е вклучена, секако дека резултати нема да има многу. Треба на ниво на цела Македонија да се работи ова што зборувате, значи логопеди, специјални едукатори, рехабилитатори, психолози, секаде треба да има центри, секаде треба да има рани интервенции и третмани. И од работното искуство, имајќи предвид дека години наназад им нудите поддршка на семејствата, што велат тие, што им е најпотребно, што најмногу би им го олеснило животот? Секако, доколку државата е вклучена, доколку здравствениот систем е вклучен во оваа тематика, сето тоа би било многу полесно за нив финансиски пред се. Значи, многу треба да се работи на раната диагноза. Мислам дека се уште имаме мани тука. Треба да се работи на раните интервенции,
Сето тоа треба ипак да биде вклучена државата за да финансиски им го олесни животот на луѓето, на семејствата. Затоа што ние како приватни центри, без оглед што во мојот свет уназад години единствено нуди социјални пакети, тоа е поддршка на лицата, на децата со аутистичен спектар кои што доаѓаат бесплатно во нашите центри, меѓутоа и тука сме лимитирани, затоа што во моментов во трите центри имаме 24 вработени, за тоа требаат финансии. Да не зборувам колку многу опрема треба, колку многу требаат, значи материјали за секојдневно работење. Тоа треба да го направи државата. Се надевам дека набрзо ќе го направат тоа. Барем така ветуваат. И често знаеме да кажеме дека ние граѓаните ги правиме најголемите промени и нашиот глас најбрзо ги менува нештата. Во овој контекст сакам да кажам дека и многу малку од семејствата отворено зборуваат на оваа тема, па можеби еве ова е момент да ги охрабриме за да можеме да бидеме погласни. Верувајте ми дека 10 години се трудиме, јас ја разбирам нивната болка, меѓутоа доколку она што ти е проблем не го кажеш, нема решение. Ако таиме, ако чутиме, никој нема да знае што ни е потребно. Мислам дека семејствата конечно треба да се ослободат, али се радувам, постои факт дека веќе последниве години постои големо значи отварање на семејствата, кажуваат за својот проблем и на тој начин единствено може да дојде до решение. И кога зборуваме за 2 април, години наназад сте дел од иницијативата Light It Up Blue, во која што на различни локации во нашиот град и не само во главниот, најзначајните објекти ги боиме во Сино. Кои објекти оваа година? Сега во моментов веќе е договорена влада, беше и претходните години, археолошки музеј години со нас, тоа е стварно еден објект кој што многу убаво изгледа. Во Охрид се договорени Самуиловата тврдина, повеќе од спомениците, Свети Софија, така да тоа е тоа што во моментов е договорено и се надевам, значи тоа е вечерта на 1 према 2. После 8 сат веќе ќе светат овие објекти. Едни од ретките сте кои амбициозно работите низ годините на оваа тема, па во тој контекст сакам и да ве прашам каков живот и какво секојдневие посакувате за децата, лицата со кои работите години наназад. Какви промени би сакале да видите во годините кои следуваат? Многу сакам. Многу сакам големи промени, значи им посакувам се најубаво. Посебно ме радува фактот што со раните интервенции и третмани кои што ги водиме во нашите центри, гледам голем прогрес кај децата, гледам големи резултати, затоа ги охрабрувам сите родители. Значи јавно да го кажат проблемот, да си бараат помош и поддршка, дали од нас, дали од државата, небитно е. Значи постојат и други невладени организации со кои што соработуваме, постојат и други центри. Мислам дека колку толку сега во нашава држава има начин да се помогне на овие лица. Ние остануваме да бидеме дел од приказната, медиумската поддршка ја имате од нас, знаете тоа. Многу ви благодарам, секако дека остануваме. Благодарам, на оваа тема говориме и во сабота. Ќе споменеме уште еднаш доколку има промени, ќе ги објавиме со време секако. Во однос на веќе утре и во сабота вие ќе го кажете медиумски, така да ви благодарам. Господин Стојановска, благодарам за разговорот во Македонија наутро. Постојано потенцираме, постојано зборуваме во утринската програма, барем колку е важно да прифаќаме. Ние често знаеме да кажеме дека нема лица со посебни потреби, потребите ни се исти, начинот на кој што можеме да ги задоволиме е нешто што е сериозна тема на дискусија, но ние ветуваме дека отворено ќе зборуваме на оваа тема. Суза, имаме ли прашања? Кики, немам прашање, доволно ја исцрпевте темата со разговорот со твојата гостинка и јас само можам да ти се заблагодарам на твоето вклучување утрово во Македонија наутро.